Латвија поставува бетонски конструкции како дел од Балтичката одбранбена линија долж границата со Русија и Белорусија. Латвискиот министер за одбрана Андрис Спруц вели дека балтичките земји напредуваат во однос на јануарскиот договор за зајакнување на источното крило на НАТО среде руската агресија. Веќе неколку години бевме под некаква хибридна офанзива во однос на кампањи за дезинформации, злоупотреба на илегалната имиграција, сајбер напади, инциденти против критичната инфраструктура. Ова повторно е еден од примерите дека ние ја правиме нашата домашна задача за да ги одвратиме земјите агресори од штетни намери и се разбира исто така да ја извршуваме нашата домашна задача дека заедно со нашите сојузници во НАТО ќе ја зајакнеме нашата одбрана. Спруц вели дека руската инвазија на Украина ги поттикнала Латвија, Литванија, Естонија и Полска да ги зајакнат своите одбрана и граници. Оно што се случи во Украина донесе дополнителни искуство и решителност да се направи тоа што е можно побрзо. Значи сваќаме колку е важно да се бранат државите и територијата на НАТО, секоја педа територија. Значи, токму тоа го правиме. Границата на Латвија со Русија и Белорусија се протега околу 450 километри. Како дел од целосната одбрана, ние мора да бидеме одговорни за нашиот дел. Сигурно се подпираме на НАТО и мораме да си ја завршиме домашната задача. Ова е наша домашна задача. Латвиското министерство за одбрана соопшти дека земјата планира да инвестира повеќе од 300 милиони долари во следните 5 години за зајакнување на границата. Оваа година ќе го исполниме прагот од 3% за трошоци за одбрана. Ние сме меѓу 6 земји кои го исполнуваат, да речеме, тој праг. Спруц се надева дека другите сојузници ќе се засилат за да инвестираат најмалку 2% од своето економско производство во одбраната на НАТО, насоки поставени од Алијансата. Гледаме дека кога започна војната, околу 8-9 земји го исполнија прагот од 2%. Сега гледаме повеќе од 20 земји. Да, се разбира, ние силно се залагаме и ги мотивираме нашите партнери, нашите сојузници, да инвестираат, бидејќи на самиот крај се работи за едно НАТО. Се работи за одговорност, ефикасност и сила на нашето НАТО. Земјите од фронтот на источниот дел на НАТО и Европската Унија исто така побараа Европската Унија да обезбеди финансиска поддршка за изградба на одбранбена линија долж границата на Европската Унија со Русија и Белорусија, што според некои проценки може да чини над 2,5 милијарди долари.